Здраво на сите, добре дојдовте во втората епизода на подкастот Еднакви патеки за едничка цел. Подкаст во кој што се занимаваме со прашањата за родова еднаквост, прашањата за правата на жените, една од најважните теми за нашето општество. Па така во денешната епизода ќе зборуваме за жените во политиката. За таа цел во студиото ги имаме се нашите гости Гордан Георгиев, познат политиколог, и Санела Шкриел, активистка за правата на жените и поранешна пратеничка во Собранието на Република Северна Македонија. Во оваа епизода ќе ги размотриме оние прашања за правата на жените и зошто жените се вклучени односно не се доволно вклучени во политиката. Воведно ќе ве прашам, ќе ви поставам прашање, која е вашата импресија, кое е вашето чувство? Ја знаеме дека реалната состојба е таква дека жените се вклучени, меѓутоа не се доволно вклучени во политиката во нашето општество. Зошто е тоа така? Па пака, ако се навратиме од почетоците на независноста на нашата држава, ќе забележиме дека да, ние имаме некој прогрес. Меѓутоа прогресот го имаме таму каде што имаме квоти. Така, тоа е во Собранието и на ниво на советнички, на ниво на локална самоуправа. Таму каде што немаме квоти, гледаме дека состојбата е навистина многу лоша. Ние по неколку жени имаме во секоја од сегашните влади, тоа е случајот и сегашната влада и минатата. Понатаму во делот на она што значи председателки на влада, да, имаме сега, за прв пат председателка на државата, меѓутоа значи таму каде што законот не обврзува, ги немаме жените. И тоа сигурно не е ради тоа што кога ќе поставите прашање до партиите зошто не номинираат жени за министерски позиции на пример, ќе го слушнете одговорот дека тие апсолутно ги поддржуваат жените, даваат еднакви можности, меѓутоа најбитно им е да лицата што бидат кандидати за тие министерски позиции бидат стручни, односно на некој начин имплицираат дека доминантно секогаш се мажите тие кои што се стручни за темите, за кои што се одбрани, што апсолутно е неточно. Причини има повеќе, по мене лично и самиот отпор што се уште постои, а сме имале мношто такви иницијативи да се направи таа законска измена, например да имаме квоти и за извршната власт, да имаме квоти и за кандидатки за градоначалнички, каде што подеднакво е катастрофална состојбата, дека ние имаме само 2 градоначалнички на ниво на државата. Знаете како, мокта лежи токму во извршната власт. За жал, така. Таму се ресурсите, таму е буџетот и сметам дека тоа е една од причините зошто и се уште не постои наспроти декларативното согласување ниту една од партиите, значи не седнува сериозно да го разгледа тоа прашање и да воведе квоти за тие позиции. Меѓутоа, ако се навратиме наназад, причините се уште подлабоки. Причините можеме да ги лоцираме од образованието, од можностите пазарот на труд, напредувањето, професионалниот развој и се разбира најголемата причина, а тоа е како партиите се уште се поставени во нашата држава, се уште се исклучително патриархални структури, доволно е само да ги погледнеме тие фамозни лидерски средби, каде што секогаш исклучиво се само мажи присутни. Како може мажите да се, односно како може жените да се вклучат повеќе во политиката? Како може да се крене таа свест за да имаат амбиција или желба да бидат дел од тој свет? Санела ги спомна, ги нафали, ама тоа е многу теми спомна кои што се важни за, ако можеме да го гледаме темата на дискриминација на жени во политика од еден социолошки политолошки аспект. Кога ќе кажеме дека партиите се главните генератори на таа дискриминација, треба да знаеме дека партиите не доаѓаат од никаде, не се паднати од небо. Тие се сума на граѓани кои што се договориле да прават некаква политичка партија под претпоставка дека имаат некакви идеолошки заеднички сидра во тоа. Но тоа се луѓе кои што доаѓаат од општеството. Значи ние зборуваме, ако сакате прима кауза, првиот момент или елемент во анализата е во какво општество живееме. Ние наследивме и наследуваме се уште, и тоа не е ново за Македонија, тоа се трендови што можеме да ги видиме и од западните земји кои се многу поразвиени во оваа смисла, не сите, дека патриархалното општество генерира патриархални институции. Неги тоа се луѓе од крв и месо што работат таму, што се министри, пратеници, лидери на партии. И првиот проблем е тука
тоа се нарекува entry point, како може условно кажано жена политичарка да влезе во партијата. И тука се соочува со примарна бариера, таа е зошто сега ова? Од каде ова? Шубаво ни беше, зборувам во стереотипи и карикатурално, за да објаснам некои работи што се искуствени од моето искуство во партија, во политика. Од каде се ова? Шо мајка бара? Толку ни беше добро, седевме тука во извршен одбор во партија, саке мои жени да вклучуваме. Зборувам сега на најпримитивно ниво. Партиите во Македонија имаат порив, сепак, тоа е моje мислење, можеби ќе се расправаме на темата, имаат порив или сознание дека дека е добро да има повеќе жени во политиката. Тоа е добро за мејкап, за шминка пред јавноста. За добар пиар. За добар пиар, ама по друга страна и тие знаат дека тој пиар полека и дури да е пиар, и дури да е мејкап, дури да е квота, дека жените продираат во политиката. Тие што сакаат да бидат дел од политиката или дел од партиите. И тоа смета, може да смета, бидејќи тоа значи дека завземаат еден простор на некој, грубо кажано, маш. Ако станува да стане политичарка, може да го земе моето место. Дали на листа за советник, дали на листа за пратеник и така натаму и така натаму. Проголемиот проблем овде е како таа стереотипизација се одвива во рамките на партијата. Значи, ние сме сведоци кога се прават листи и така натаму, сега мораме, пошто на секоја трета мора да биде како се вика од другиот пол, сега кај да најдеме жена. Значи, буквално такви се биле мовите. Ајде да видиме сега кај во изборна единица четврка, кои се жени. Има една од Прилеп. Ајде да ја ставиме таа, ама не оваа. Сега да кажам, тој начин на дискусија внатре партиска, кој што се прелева од претходните стереотипи што ги имате од дома, од каде да се образовани и така натаму, се прелева и во партии. Тоа не е нешто ново. Новото е, и она што кажа се Нела, што како тие 51% граѓанки на нашата држава, да кажеме, што живеат, како да имаат еднаков акцес во политиката без овие стереотипизации кои што ги поставуваат мажите. Тоа е големата тема и таа сега ние би разговарале. Тука има квоти и така натаму и така натаму, ќе отвориме тоа понатаму. Значи, ако имаме некое патриархално наследство, значи сите ние, тоа значи по автоматизам дека и жените ни размислуваат на таа тема, дека би можеле да бидат дел од некоја политичка структура и така натаму. Како да работиме на тоа? Сите ние сме дел од ова општество, така да се разбира. Значи, жените подеднакво нели растат во тоа патриархално општество и да, дел од тие вредности се интернализираат. Тоа е неспорно. Меѓутоа, знаете, работава е што со жените и се работи. Со жените во континуитет се работи. Една од причините зашто партиите по друга страна сакаат да имаат нели членови, членки жени, затоа што во секоја партија ќе ви го кажа тоа. Работата на терен ја вршат жените. Значи тие се тие кои што апсолутно оперативно се поуспешни и подобри во работата. Апсолутно, и од лично искуство го знам, секогаш кога треба на терен нешто да се организира, да се посетуваат членовите, значи жените се тие кои што имаат честа да нели тоа го организираат и го организираат. Меѓутоа проблемот настанува кога сакаат да се искачат нели по тие скалила и да се сложувам дека дискусијата за жал е на тоа ниво, дека сега мораме да ставиме нели секоја трета од помалку застапениот пол, меѓутоа ситуацијата е се уште за жал дека тоа се жените, па ајде каде да најдеме и повторно ќе го слушнете она нема жени, што ми е многу интересно, бидејќи било каква средба, митинг, што и да е да организира некоја политичка партија, вие ќе видите мноштво жени. Така да е смешан аргументот дека нема жени. Меѓутоа кој што покажувате амбиција, нели тука се појавува првиот отпор и апсолутно се сложувам. Значи прифаќањето дека треба да има повеќе жени, значи дека една група мажи условно речено треба да ги изгуби своите места. И јас верувам дека никој доброволно не се откажува нели од своите позиции на мок. И токму затоа сметам дека како општество, токму ради големата родова нееднаквост, родовите стереотипи, на нас се уште не се потребни тие квоти да ги имаме. Бариерите внатре во самите партии се навистина многубројни. Затоа што знаете, долго време и се уште е. Политиката се уште се вели дека е нели машки клуб, без разлика што гледаме дека имаме нели жени кои што продираат во тој клуб. Меѓутоа во политиката е многу важно да имате она што се нарекува социјален капитал, мрежа на поддршка. И сега ако земеме предвид дека децении наназад мажите доминирале,
Тие секако дека имаат многу поголема мрежа на контакти кои што ќе им дадат поддршка. Вие влегувате и нели допрва треба да ги запознавате луѓето, да ве запознаваат вас, така да многу е потешка и понапорна таа борба. А дополнително проблемот е што и покрај нели секоја партија си има форум на жени, унии на жени кои што сите прават едукација со цел да ги поттикнат жените да се вклучуваат. Меѓутоа повторно на крај се сведува прашањето на колку од нив ќе им биде дадена можност нели да напредуваат во тие партиски структури. Се уште се тоа се сведува на оно што е законски минимум. Точно има партии кои што направиле надвор од тие законски барања во рамки на своите, да речам, партиски документи, статути, кои што донеле политики што би требало да значат 50-50 во сите тела на партијата, меѓутоа искрено да ви кажам и тоа таму каде што може нели да се заобиколи, се заобиколува и секогаш е во интерес на некој маж, затоа што ќе ви кажат дека на анкетите мажите биле повеќе препознаени, а како да бидат жените повеќе препознаени кога ниту добиваат поддршка подеднаква како мажите нели за кампања, ниту едноставно имаме доволно жени во извршна власт, тие се лицата што се секогаш најпрепознатливи нели во јавноста. И затоа велам дека се навистина повеќе слојни проблемите и така и решенијата, да, треба да ги гледаме. Многу работи треба да се менуваат. Да, и да се земат во предвид. Во последно време, како што можеме да приметиме, дека и партиите работат на тоа, барем тоа така го дефинираат и повеќе ги активираат жените во сите структури и како што велиме дека имаат разноразни активности, меѓутоа секако сепак постојат тие некои културни и некакви социјални бариери. Како можеме тој да го премостиме тој мост? Како можеме да го премостиме? Што треба да направиме за да знам и од мое лично искуство, од големи групи на жени со кои што сум во комуникација професионално, приватно, секако, сите велиме дека сега жени ако земат да водат една држава, се ќе се заврши добро работата, меѓутоа никако не успеваме да дојдеме до тој момент да жените превземат одговорност и да превземат акција, да дојдат на тие позиции. Што можеме да направиме? Каков, не знам, културолошки или политички или каква системска структурална промена треба да се направи за да одиме натаму кон реализација на вклучување на жените во политиката? Значи тој пат е долг, не може преку ноќ. Мислам, не само што дека Македонија е некаков исклучок од тоа, туку напротив е правило дека тој пат е долг и дека треба многу жртви на тој пат, многу влог, многу помош од страна дури. Ние имаме и таа среќа да имаме и некаква помош од странски донации и донатори кои што се на некој начин просветлени, кои што се вложуваат во тоа, знаејќи дека колку е важна темата за повеќе жени во политика, кој е тоа темата. Сега, и още го спомнам се нела околу жените се, партијата е организација која што би требало да им дава на партиски активисти одредени функции или бенефити по заслуга, по мерит систем некаков. Во партиите постои стереотипот дека жените, овие што ги велиш активните, што работат на терен и навистина работат, тоа е крвоток на партијата, тоа се најважните работи, особено пред избори, дека всушност таму сега за да плетат, да пијат кафиња и по комшиките да лобираат за партијата. Тоа би требало и мажите да го прават, и го прават до некаде. Ама тој стереотип до тука доаѓа. Кој ќе прашате, чекај сега, ова е добра за кандидат за советник или градоначелник? Имаме празнина. Катастрофална е ситуацијата, ние збориме за квоти, и ќе отвориме темата за квоти, препоставам, пошто е важна. Но, например, кога ќе видите вие на локално ниво, има 2 градоначалнички и нашите анализи што ги правиме преку организацијата моја што ја работам за транспарентност на политички партии, укажува дека представеноста на жените на локално ниво е катастрофална. Политичките партии на ниво на високи структури, извршен одбор, подпредседатели, така натаму, се обидуваат, дури таму кај што не мораат, кај што не се врзани со квоти, се обидуваат да покажат дека има и жени. И дека се вклучени, и што е окей. Сепак е окей, бидејќи така се отвара, се крчи патот. Но на локално ниво, особено кога е борбата кој да биде кандидат за градоначалник, не за градоначалничка. Така е. Или за градоначалничка во некој место кај што знаеме дека ќе изгубиме сигурно.
па ја пуштаме као спотер. Разбирате? Тука е проблемот со структурните можности, евентуално, ако сега тоа го кажувам точно и прецизно, на жената на локално ниво. Бидејќи, за локални избори, сега интересни бидејќи доаѓаат. Кандидатот, кандидатката треба да мобилизира пари, треба да мобилизира бизниси, бизнисмени, значи не бизнисвомени, него бизнисмени, контакти, така да, затоа структурна е таа дискриминација. При тоа, има стереотипизација на нивона во рамки на семејството. Особено во конзервативни средини, и тоа ги знаеме случаите каде што мажот едноставно не и дава на жената да влезе во политика. Или има проблем со тоа. И ние го знаеме, тоа се случува. Тоа е реална тема, бидејќи вие ако сте, не знам, кандидатка за претеничка од мало место во Македонија, или село некое, каде што живеете во мал круг, кој што е скоро по дефиниција конзервативен, тешко е тоа да се изведе без голема поддршка и од семејството, и од поширокото семејство, и од партијата, се разбира. Така што има навистина многу чекови и многу бариери за влез на жените во политиката, и јас би рекол особено на локално ниво. Бидејќи, мислам сега, коригирате ме ако не сум право, жени кои што имаат интерес да влезат во политиката од горе, условно кажано. Интелектуалки, професорки, архитектки и така натаму, кои што имаат што да дадат, со веќе изградена кариера, впечаток би дека полесно може да имаат влез во политиката, дури на позиции кои што се подобри, условно кажано. Тоа е заради нивната амбиција или... Па веројатно затоа што се профилирале, не значи тоа како жена се профилирале, може и како маж да се профилира, се разбира. Веројатно што се профилира на друг начин и партиите ги земаат, така велам партиите, збориме за мажите. Гледате, јас влегувам во стереотипизација. Ги земаат како добри примери или можност за подобрување на имиџот на партијата или на квалитетот на партиското работење. Ако е генералниот впечаток таков дека жените можеби имаат амбиција, меѓутоа не се охрабруваат да дојдат на тие позиции или да се истакнат за да станат дел од оваа структура, ги споменавме квотите. Како може преку тие квоти да ги амбицираме или да ги поддржиме, да ги освестиме и да им помогнеме на жените? Да бидат дел од... Прво би сакала да спомнам нешто, ако се навратиме уште наназад. Значи, што се случува? Скоро бевме на еден настан и беше споделено и тоа е така, тоа е статистички податок, жените во Македонија се пообразовани од мажите. Во поголем процент завршуваат високо образование, меѓутоа, тоа не можеме да го кажеме за високи позиции, дека е ситуацијата дали на одлучувачки позиции, дали во приватниот сектор, било каде во општеството, затоа што тоа не е општеството. Што значи негде се случува проблем. Од друга страна, ако видите ако ги следите податоците од Агенцијата за вработување, кога ги губиме жените најмногу од пазарот на труд, тоа е оној период кога жените се одлучуваат да формираат семејство, например. Што значи дека тука има едно мноштво фактори кои што значи неплатениот женски труд, фактор дека се уште жените се тие кои што доминантно водат грижа за семејството, домаќинството и многу повеќе часови поминуваат во тие домашни обврски и таа неплатена работа споредено со мажите, исто така е еден од факторите. Со сите обврски кои што ги има жената, значи многу помалку може да си приушти, да речам, да се активира, особено тоа важи на локално ниво, па особено во руралните средини. Така, кога целиот терет на домашните обврски е на нив, за разлика од мажот кој што може да одвои време, па да отиде на партиски состанок во местната организација, па не знам, ќе доаѓа лидерот или некој од централата од Скопје обично, па ќе се сретне, ќе се запознае, ќе се представи. И така се гради таа мрежа и тој општествен капитал. Жените многу помалку ги имаат тие можности затоа што треба да си ги извршуваат обврските. Домашните обврски. Да, што значи дека многу работи треба да се унапредат во смисла и услугите, дали тука влегуваат услугите детска заштита, грижата за старите лица, грижата за семејствата каде што има попреченост, за да се ослободи жената од сите оние дополнителни обврски и да може повеќе да се активира во општествениот живот. Не затоа што нема амбиција, него едноставно затоа што нема време да биде активна, во општествениот живот, пак ќе повторам, особено кога зборуваме за руралните средини. Исто така друга работа кога зборуваме и за оние жени кои што веќе успеале да се профилираат
профилираат и да влезат нели на некои позиции. Да, еве имаме нели ние квота од 40% во собранието, што е навистина висока квота, една од земјите со најголем број на жени пратенички сме во собранието, меѓутоа жените не се хомогена категорија. Дали зборуваме за сите жени дека се опфатени? Не се. Значи, жените од помалу бројните етнички заедници, жените со попреченост, повторно жените од руралните средини, значи повторно не се подеднакво застапени, без разлика што имаме таа висока бројка. А представничка демократија, каква што сакаме да бидеме, нели би значило дека сите групи во општеството се застапени подеднакво и всушност само така и можеме да зборуваме за демократија и за родова еднаквост. Што значи дека има особено ранливи групи на жени за кои што едноставно пак се навраќаме на таа дискриминација, на тие невозможувачки услови во општеството за да може да се активираат. Сега во делот на квотите, освен квотите, се разбира дека има и други механизми. Партиите и делумно имаат, градат некакви системи на обуки, на едукации, академии за женско лидерство, академии за женски активизам. Значи гледаме дека партиите го имаат тоа и тоа е добар чекор, меѓутоа повторно е прашањето дали кога ќе се одлучува кои жени ќе се најдат на кандидатски листи, дали ќе бидат овие кои што ги поминуваат сите тие чекори или други фактори ќе пресудат, како нели Гордан ги спомна. Значи што се треба, особено на локално ниво, кога терате кампања. Тука само ќе спомнам еден пример кој што мислам дека многу кажува, кој што моја поранешна колешка пратеничка самата го сподели на еден настан, вели како стигнав јас да бидам на кандидатка на пратеничката листа, некој од раководството на партијата вика се јави кај мојот сопруг, затоа што нели треба да имаат жени и така беше тоа и така беше тоа договорено. И тоа мислам дека многу зборува за тоа како за да се побара дозвола од не сопругот. Да се побара дозвола на сопругот да му се каже ни треба жена, ја почитуваме твојата сопруга, мислиме дека е добра кандидатка и нели треба таа да биде. Меѓутоа гледате како оди комуникацијата. Што ќе се случи во спротивно доколку сопругот рекол не? Па мислам дека тука би завршил разговорот. Незината кариера. Да, тука би завршил разговорот. Така да, значи освен тие системи на поддршка што треба да ги гради партијата внатре, за да ги охрабри жените, се разбира дека е многу битно и затоа пак се навратиме на квотите, значи многу е битно жените, особено младите девојчиња кога растат, да имаат модели на кои може да се угледаат. Така, едноставно да тоа стане нормализирано, дека имаме и жени пратенички, жени министерки, не знам, жени кои што менаџираат големи бизниси, затоа што на тој начин се учи. Да. Затоа што сепак, и Гордан спомна на почетокот, не е ова нешто што може брзо да се смени. Така, значи нашето патриархално општество и таа родовата нееднаквост нема туку така да исчезне. Сепак треба да започнуваме од образованието, за да речам и од тие модели кои што ги гледаат младите деца, за да можеме да градиме некои идни генерации кои што ќе бидат ослободени од тие стереотипи. Да. Може да додам нешто? Да, повели. Значи, ние се фаќаме од таа замка и не е тоа прв пат се фаќаме од таа замка. Кој одлучува? Како се одлучува? Дали ќе одлучи некој жената да биде? Дали ќе се јави на мажот? Значи, цело време предпоставката е дека мажите одлучуваат, дали ќе му ставиме простор на жените. Значи, ние мажите, распоредени на стратешки места по партиите и по институциите и така, по бизнисите и така натаму, дали ќе се смилуваме, намерно зборувам стереотипите, да ги пуштиме жените во политика. И тоа е многу тешка ситуација, бидејќи тоа е затворен круг кој што тешко се пробива. Не само време, треба многу. Јас ви тврдам дека не можам со бројки да ви цитирам, огромен број од мажите во политиката не ги разбираат овие аргументи. Не ги живеат. Да, не ги живеат, едноставно добро да родила дете. Е добро да работи, има шума врска, че едноставно не може да парticipираат тој дел од битието наречено жена. И тука е дури не е автоматски тоа дискриминација или стереотипизација, но едноставно не го разбираат, тоа треба да се објаснува. И тоа се објаснува, се обидуваме да објаснуваме, не е секогаш лесно во тврда конзервативна средина да се авансираат овие аргументи кои што ги разборував, значи млада, успешна жена, да не правам ова за други теми кои се јавна тајна у партиите, кои се многу побрутални од типот на, вие сте зборувале претходно за насилство, не знам како се преведа сексторшн, например.
Значи, уцена буквално во рамките на партиите за да напредуваш во партијата. Да. Сега, можеме да се лажеме дека тоа не е вистина, но тоа постои во нашите партии, како што постои во нашите институции, на работни места и така натаму и така. Тоа е многу дефаворизирачко, тоест демотивирачко за жена да влезе во политика. Веројатно една од причините зашто и жените не се охрабрувале да се Веројатно тоа амбицираат. постои денеска. Дори зборуваме го правиме овој тоа постои денеска и сега некој одлучува ваков или ваков пат, но тоа е тешки дела се тоа на некој начин. Така што, како што кажам во почетокот, затворениот круг е многу тешко се излезе од тоа и треба сите, условно кажам, застегнати страни да се цело време да бидат под притисок и под напон. И од страна на не знам, женските организации, странски донатори, но и внатре во самите партии. Бидејќи па солидарноста меѓу жените во самите партии исто така е тема која што сега таа поквалификувани сте вие можеби. Солидарноста или несолидарноста? Е тема, меѓутоа сме го разговарале многу пати, сме го отвориле ова прашање, дали постои доволно силна солидарност помеѓу жените внатре во партиите. Има ситуации каде што нели впечатокот дека отсуствува, меѓутоа пак ќе се навратиме на тоа, знаете како, за жените се ограничени местата, така? И заради тоа дел од жените сосем погрешно другите жени ги доживуваат како конкуренција за своите места. Не е тоа што така е поставен тој систем, нели да едноставно вели толку се местата за жените, туку едноставно знае дека има ограничен број на места за жени и затоа се доживува како конкуренција другата жена. Меѓутоа сметам дека е особено важно, тоа исто е едно од темите на кои што мора да работиме, јакнење на таа женска солидарност и активизмот и солидарноста, се со цел нели да може успешно да се застапуваме и да имаме промени, затоа што сепак ќе кажам дека во партиите се разбира како и во општеството партиите, да, се слика на општеството, има многу силни, амбициозни жени и тоа не секогаш има врска дури ни со местото на живење, верувајте, и степенот на образование. Значи такви неверојатно силни жени и амбициозни сум сретнала и по руралните средини кои што имаат и понизок степен на образование, тоа ништо не мора да значи. Жени кои што знаат да мобилизираат заедница, жени кои што изградиле свој авторитет во локалната заедница и едноставно внатре мора да се изградат подобри партиски механизми како да се поддржуваат тие жени, како не знам таа едукација да се унапредува, како да се стимулираат жените да завземаат повисоко позиции, а секако дека има и други механизми. Знаете како партиите се структури, организации на кои што, например, финансирањето е многу важно, нели, за да може да опстојат. Така да секогаш меѓу предлозите како да се унапреди застапеноста на жените, зборуваме и дека нели партиите имаат државно финансирање, дека има и такви примери и механизми низ светот каде што ако имате поголем број на жени, например, на листите, добивате поголемо финансирање или нешто слично. Значи треба да ги користиме сите механизми кои што ни стојат на располагање. Ако велиме дека жените се доста амбициозни и во руралните и во градските средини и кои амбициозни си сакаат да бидат дел од една политичка партија или една од поголемите, повисоките функции во партијата или во политичкиот систем, можеби баш заради тоа што го спомна претходно Гордан, можеби баш заради тој факт дека знаат дека ќе бидат изложени на некакво друго влијание или ќе бидат потиснати или ќе бидат на некој начин приморани да направат некои одредени одлуки за самите себе си и немаат, можеби тука некаде им се кочниците и се повлекуваат. Да, се лимитираат себе си и се повлекуваат. Си вели, сега јас ќе одам вамо ќе правам, ова ќе правам. Има многу жени што се повлекуваат од јавниот простор. Значи има многу жени и тоа е некој тренд негативен. Затоа што не сакаат да бидат изложени на секакви влијанија, затоа што знаат дека можеби ќе бидат погрешно сватени, ќе бидат ставени на некаков не знам, на некаков тапет исто така. Па не само тоа, социјалните мрежи се доста говорат на омраза, насилството. Едноставно да во негативна смисла да се пушти кампања против жена, многу поедноставно отколку против маж. Пошто тука има други елементи, мажов е корумпиран и така натаму, може да биде кај жената има и други сексистички елементи кои што се многу моќни и многу мобилизираат гледаност, негативни коментари, са тоа засега, како сакате, земете го луѓе од крв и месо смесов. Така што тоа е голем проблем.
тоа е така, значи секогаш на мажите, мислам тоа го знам и од лично искуство, во една ситуација беше правено табло на дел од пратениците и пратеничките, нели во негативен контекст, за пратениците точно, значи коментарите беа криминалец, корумпиран, некои такви, меѓутоа нели глупав, некои такви термини. Две пратенички бевме на тоа табло и кај нас беа нели сексистички коментари. Брутално сексистички коментарите, секогаш е нели друго ударот и точно, тоа не е сеедно, особено нели имате семејство, на нив не име сеедно, се разбира. Меѓутоа има уште еден, на пример, сега пак бидејќи се фативме за темата затоа што навистина е битно да речам, се демократизираат понатаму партиите во државава, дека вие немате ни системна поддршка во таква ситуација. Значи немате системна поддршка во партијата кога ќе се случи, да, апсолутно се сложувам што го спомна Гордан, кога ќе доживеете навреда или говор на омраза или било какво барање несоодветно, дали од сопартиец или од некоја друга партија. Што би значило системна поддршка? Значи на базично ниво, значи немате каде да се обратите, нема да се случи поддршка, нема некој механизам кој што значи дека треба да пријавите. Така партиите вообичаено имаат етички кодекс, кој што сега реално отворено да зборуваме, исто како и многу институции го имаат, меѓутоа етици постои, меѓутоа нема дефиниран механизам. Ако се случи сексуално вознемирување, таму и таму се пријавува. Тоа е механизмот. Мислам дека е битно и во рамки на партијата, како што е битно и во рамки на институциите. Ние кога се правеше новиот деловник, како клуб на жени пратенички инсистиравме да се дефинира, например, и во собранието нема таков механизам. Да се дефинира механизам за пријавување на сексуално вознемирување, затоа што, верувајте, собранието исто така едно место каде што она што го слушате од говорница, што го следи камерата е ништо во споредба со оно што го слушате, а не го фаќа нели во позадина до фрлањата и коментарите. И вие немате каде да пријавите. Исто така и во партиите. Вие немате механизам каде да пријавите и ако следите секогаш кога имаме навреда на некоја жена, нели другите жени ќе излезат од партијата вообичаено да ја поддржат, меѓутоа немаме ситуација каде што мажите застанале па излегле да дадат поддршка. Дури имало ситуации, извини, само уште една работа што морам да ја спомнам, кога на пример мажите од различни партии се солидаризирале меѓу себе и се обидувале да не убедуваат дека нели тоа било шала. Така ние не разбираме, тоа е шала и не треба да правиме некоја посебна драма од тоа. Значи недостасува. Уште нешто супер, таман на тоа што сега да го кажам. Околу машката солидарност ми е јасна на тие теми. Мислам не дека прифатлива, ми е јасно што како може да изгледа. Не знам точно како е, но од она што гледам и од она што сум бил сведок, женската солидарност на тема во собрание не е доволно развиена, бидејќи сега ние збориме за авансирање на кауза, за едно малцинство, мнозинство, кое што е афектирано од некакви стереотипи, дискриминација и така натаму. Збориме за жените во политиката, пратенички во политиката. Кога пратеникот од една партија ќе навреди жената на некаква основа, се случуваат такви работи, не мора да биде во собрание, може на Facebook да биде така натаму. Мислам дека недоволно е развиено чувството на жените кроз отаде партиските поделби за едно создавање на јадро, кое што нема да има врска дали си ти од ВМРО, СДС, ДУИ, ФЛЕН и така натаму, туку ние може да степаме на разни теми, политики кои каде, но на тема која ќе биде експлицитно сексистичка, експлицитно дискриминаторска, се обединуваме сите и сме груби, брутални кон тој колега. Значи тогаш нема поделба партиска, тога имаш не би требало. Не би требало. Се они имаат и клуб на жени, тоа функционира, зависи и од која како кој мандат. Но тоа мора да биде АБВ во функционирањето не само на клуб на жени, туку на едно базично разбирање помеѓу жените од различни партии, дека на овие теми ќе бидеме бетон тврди и ќе бидеме сите солидарни и ќе се спротивставиме, бидејќи само така може евентуално да се помогне, евентуално да се присоберат или пристојат маживе. Се сложувам дека е така. Значи имало примери кога жените застанувале заедно без разлика на партиската припадност, меѓутоа за жал има многу примери
кога не застануваат заедно, туку се сведува на тоа, ако нели од мојата партија е жена нападната, ќе реагирам, ако е нападната жена од друга партија, нема да реагирам. Да. И апсолутно се согласувам дека не смее да биде така. Меѓутоа, за жал, повторно се навраќаме на она дека дел од тие жени сметаат дека и така е. Меѓутоа, прашањето дали вие сте спремни да преминете некои работи во име на некаква си кариера. Дека нели, ако ви зависи кариерата од тоа дали лидерот има позитивно мислење за вас и дека тој ќе ви се налути ако изреагирате за свој сопартиец затоа што навредил жена од друга партија, тогаш за жал да, има жени кои што решаваат тоа да го премолчат, што не би смеело да биде така, затоа што мислам дека тука да, ако и сме покажале, значи имало неколку ситуации како што е, не знам, усогласувањето на кривичниот закон со Истанбулската конвенција. Требаше заедно со женските организации, заедно со мрежата против насилство се подготви амандмани. Првата реакција, нели, беше од страна на координаторите, кои што координаторите во собрание, да, и тие се, нели, мажи. Таа улога им припаѓа во најголем број од случаевите ним. Реакцијата беше не, сега овие измени се за друго нешто, тоа во наредна прилика. Меѓутоа, кога застанавме сите жени од сите партии, како клуб на жени пратенички, рековме дека овие измени нема да се усвојат ако не се внесат и овие амандмани, имаше повлекувања. Затоа што се сложувам сега, особено во собранието, имате голема бројка. И тоа постојано го повторувам. Доколку жените се сплотиме заедно, доколку жените пратенички застанат заедно за некоја тема, нема да може седница да се одржи, така, без присуство на жените. Заради тоа што се заради жените бројката и оперативни. заради тоа е битна бројката. Бројката е битна затоа што ви носи, нели, моќ. Меѓутоа, треба да сме свесни како жени дека не се бориме за квоти само да си обезбедиме себе си функција и позиција, туку, нели, и да работиме за сите оние жени кои што ја немаат таа можност и таа моќ. Но пак ќе се навратиме на тоа дека земајќи предвид како функционираат партиите и ако некоја жена е свесна дека ќе добие повик од лидерот, дека нели ќе ја прекори или тоа ќе се одрази врз кариерата, да, некои жени решаваат да не застанат и нели да не ја манифестираат таа женска солидарност. И не само тоа, туку дополнително жените што влегуваат тука за да идеме во суштината на системот политички наш, тоест изборниот модел, жените кои што влегуваат во политика, тоест во парламент, не се жени што влегуваат во парламент, туку се пратенички на ВМРО-ДПМНЕ, пратенички на СДСМ, пратенички на таа партија и примарната лојалност за жал е таму, во партијата, во лидерот или во таа мала група на луѓе кои што одлучила дека таа или тој ќе биде на листа. И таа лојалност е примарна. Не само примарна, е примордијална, таа има најголема моќ. Како што кажа Сенел, тоа значи како ќе видам, како пратеничка ќе видам, дали следниот мандат пак ќе ме стави на листа, дали ќе се докажам, а докажувањето пред се прави преку лојалност. Значи мора да биде послушна. Така е. Мора Но да тука биде... изборниот систем има Така. проблем. Ние го гледаме тој проблем, не само за ова, бидејќи партиите ги креираат листите. Кога би имало, да речеме, пропулзивен изборен систем, отворени листи, значи има варијанти сега, да не оптеретуваме, би можело теоретски, но и практично ги имаме искуствата, добри, квалитетни жени кои што имаат што да кажат, да може да се наметнат на листи, да бидат гласани индивидуално како квалитет, не како жена или не како СДСМ и така натаму. Што би можеле за крај да им порачаме на новите генерации, како на новите генерации, на младите жени кои што сакаат да се вклучат, што би можеле ние да направиме или како би можеле преку системот да се вклучат во политичката структура? Исклучително е важно да имаме еднаква застапеност и да имаме подеднаков број на жени на одлучувачки позиции. Значи не можеме да зборуваме за демократија, за родова еднаквост без да имаме застапеност еднаква на тие позиции кои што одлучуваат и кои што носат моќ. Така да секако пораката е охрабрувачка, дека е неопходно, дека нели борбата е
тешка и долга, меѓутоа сепак поддршка има, тука се женските организации кои што во континуитет работат, нели, за поддршка на повеќе жени во политиката, има жени во партиите, има мажи во партиите кои што, нели, се во тој круг на поддржувачи, меѓутоа не смееме во никој случај да се повлекуваме или да сметаме дека политиката не е место за жените или не е место не знам за кого. Сепак политиката е дел од нашите животи, го дефинира буквално секој сегмент од нашето живење и таа борба за еднаква застапеност на жените на одлучувачки позиции, што би значило во превод, нели, борба за унапредување на родовата еднаквост, мора да продолжи. Одлично, супер звучи. Гордан? Супер звучи, добро било да се примени. Да, зборуваме за создавање на фронт, не формален како сагате. Но тоа е фронтовска борба всушност. Но она што е важно, сега тоа е малце од моје искуство, бидејќи јас водам една академија за млади политичари од сите партии. Младите девојки кои што се влезени во партија, најчесто од можеби фамилиарни причини, така, но идеолошки, интелектуални, така, сака да променат нешто во општество, се прекрасни. Имаме прекрасни луѓе кои што се во партиите, кои што се млади и кои што до тука се во партијата. После тоа во еден момент или ќе најдат некака работа, не се веќе толку млади или оформиле семејство, или првата бариера веќе доживеале во партијата која не успеале, без разлика што се на некаква структура на младинско ниво во партиите, не успеале да понатаму заради некаква дискриминација, ако е тоа причината, а многу често е. Значи повторно се соочуваат со истите проблеми. Тука на првата препрека се разочаруваат и веќе не може да гледаат партија, не може да поднесат партија. Јас би апелирал до политичарите и политичарките, особено што се на повисоко ниво, тука да ги гледаат, тука се регрутираат најдобрите кадри, кои што ако ги регрутираш на правилен начин, ако им овозможиш да се расплинат во таа партија, да го имаат своето јас, да може да креираат политики, вклучително да добијат функции, бидејќи така се создава, тоа е суштината на политиката, моќта да може да ја распределуваат. Тоа ќе е најголемиот бенефит, бидејќи после тоа оди нагоре по хиерархијата и мислам дека многу може да има смисла. Ако ви се разочаруваат младите на првата бариера, тогаш ние немаме, тие после ја праќаат параката до другите млади и тоа се шири и после уште повеќе затвара кругот. Губат мотивација, немаат никаква амбиција, не. Пошто јас ги кажам, јас знам колешки од партиите, од разни партии кои што навистина биле импресивни за време на академијата, ќе ги видам после 2 години негде на улица ќе се видиме, не сум више се разочарав заради тоа и така натаму. Добро. Одлично. Значи, ги знаеме кои се проблемите со кои што треба да се занимаваме, се што ни останува е да се амбицираме и да ги мотивираме и да ги охрабруваме жените да се вклучуваат во политиката и да бидат, затоа што се секако важен дел од општеството кое што е носител на многу промени, на најсуштинските промени и најсуштинските работи кои што ни се случуваат. Во последно време гледаме дека младите жени се многу гласни и активни со социјалните мрежи, меѓутоа ги нема доволно на изборните листи и ги нема на високите позиции. Затоа би сакале преку оваков вид на комуникација и преку разноразни активности да ги охрабриме и да ги турнеме понатаму да имаат сила, да бидат издржливи и да продолжат со својата активност. Ви благодарам за уште една епизода на подкастот. Ви благодарам што бевте, што разговаравме денес на оваа тема. Вас ќе ви посакам добро расположение и се гледаме во следната епизода.